Ако ја имаме Вера Јоцич, имаме и Алема Ибремовска Мустафовска. Ако го имаме Кузман Јосифовски Питу, го имаме Рамис Хамидовски. Ако го имаме Страшо Пинџур, тогаш го имаме Хамид Хамидовски. 19 септември 1942 година во селото Давница во Прилеп, бугарскиот подпоручник Иван Куцарев собра 19 прилепчани и ги распрашуваше сите. Претходно, секој од нив во касарната во Прилеп биле измачувани, истепани, им палеле оган под ноктите, гаселе цигари од нивните кожи. И во тој момент го прашуваше Адем Адемовски од Прилеп. Вели: "Абре Адем, ајде овие македонци ќе ги разберам. Но вика, тебе не можам да те разберам. Зашто се бориш?" И тогаш Адем Адемовски му спомна, вели: "За Македонија, господине подпоручник. Во неја се родив, таа ме храни и за неја сум спремен да умрам." И после неколку секунди 50 војници стрелаа куршуми врз сите тие 19, меѓу кои и ромскиот партизан Адем Адемовски. И всушност, кога ќе се проследи овој настан, масакрот во Давница и изјавата од Адем Адемовски пренесена од Локвенец во 1982 година, може да се дознае информација важна за целата македонска јавност, особено за ромската јавност, а тоа е дека ромите се дел од создавањето на слободна Македонија во 45-та година. Една од причините зошто ромски партизани воопшто се вклучуваат во Народно-слободителната војна е моментот поради тоа што многу бугарски војници ромското население го гледале кревко и го злоупотребувале како трудовачи за работна сила при изградбата на инфраструктурни објекти потребна за бугарската војска. Најчесто железничките пруги. Многу од ромите биле таму и додека всушност ромите биле како трудовачи, нивните сопруги, нивните мајки биле сами и незаштитени дома, и тогаш окупаторот слободно можел да оди во нивните домови и многу според она што ми го кажуваат мене преживеаните од Втората светска војна и нивните генерации од прво колено, велат нивните мајки биле силувани. Бугарскиот окупатор влегува во Берово и наеднаш од бугарската единица Зивген и наеднаш убива 40 граѓани од Берово, покрај стадионот во Берово. Од тие 40 всушност се наоѓа и таткото на Кундо Ќазим, и не само тој, туку и 20 роми кои што загинале без и се жртви на бугарската окупација без никаква причина. Многумина од ромските партизани загинале на Сремскиот фронт во 45-та година. Ромите учествувале во Народно-слободителната борба не поради права, не поради дискриминација, она што е сушто сега популистички. Ромите се бореле за слободна Македонија во рамките на Југославија.